секако дека меѓународниот фактор имаше клучна улога во изнаоѓањето на решенијата кои беа за мир, односно за надминување на конфликтните ситуации. Мислам дека клучна улога во тоа време играа Соединетите Американски држави. Европската унија, иако се обидуваше, значи имаше помала улога, но главниот фактор кој што ги детерминираше главните линии, главните насоки за иднината на државата беа Соединетите Американски држави. Секако дека во тоа време изнаоѓањето на решението кое што ние го нарекуваме рамковен договор, односно Охридскиот договор е донесено со притисок или пак со влијание од американската и меѓународната политика. Тоа е затоа што во тоа време државата сама, односно политичките актери во земјата не беа во состојба да дојдат до одредено мировно решение, кој што беше компромис за двете страни, односно беше компромис и за албанската страна, но и за македонската политичка страна. Сметам дека во плуралистичкиот период, по осамостојањето на земјата, политиката на албанците, односно политичките партии кои што ги артикулираа интересите и барањата на албанците, секогаш беа во координација или пак беа на некој начин во тесна соработка со меѓународниот политички фактор и со регионалниот албански фактор. И тоа мислам дека е познат факт, но мислам дека влијанието на Тирана и на Приштина после осамостојувањето на Косово 2008 година, иако влијанието на албанскиот политички фактор беше од формирањето на Демократскиот сојуз на Косово во 90-тите години, кој што беше во тесна соработка со партијата за демократски просперитет. Понатаму ние имаме формирање на политичка партија која што произлегува од војната формација во Косово. Тоа е Ослободителната војска на Косово и од таа формација се формира политичката партија Демократскиот сојуз на Косово. Они беа во тесна соработка со Демократската партија на албанците на Арбен Џафери. За публиката можеби не е познато, Арбен Џафери е архитектот на формирањето на Демократската партија на Косово. Мислам дека е еден од луѓето кои што ги поставуваше политичките правци, политичките линии на демократскиот на партијата на Хашим Тачи, Демократската партија на Косово. И мислам дека тие релации беа сосема коректни. Понатаму таа партија, бидејќи тука имавме конфликт, се формираше Демократската унија за интеграција, некако природно беа во тесна соработка. Мислам дека од 2006-2008 година се до ден денеска ние имаме тесна соработка помеѓу Демократската партија на Косово и Демократската унија за интеграција. Тоа што се случува со соработката на партијата Самоопределување со партиите кои што го формираат коалицијата Вреди е исто така дел од приказната. Значи имаме тесна соработка, влијанието на Албин Курти за формирањето на коалицијата Вреди беше клучно, он е патронатот на формирањето на политичката, да речеме, коалиција, политичкото сојузништво Вреди, и тие релации постојат. Исто така познато е дека Еди Рама, Социјалистичката партија на Албанија е во тесна соработка со Демократската унија за интеграција, односно имаат коректни релации. Тие релации не се со коалицијата Вреди на такво ниво и сето тоа е дел од политичкиот спектар кој што го имаме во
регионот и мислам дека таа соработка се одвива врз некакви, да речеме, интереси кои што се принципиелни и мислам дека ништо спектакуларно не се случува во делот на тоа што го имаме како, да речеме, страв од тиранска платформа, дека ќе се создава голема Албанија, етничка Албанија, природна Албанија и така натаму. Мислам дека клучно за да ДУИ действува така беше влијанието на јавноста во земјата, односно на албанската јавност, но и на општата јавност. Се создаде во тоа време атмосфера, впечаток, перцепција дека Груевски имаше тоталитарна власт. Односно, ние имавме безмалку диктатура или како што ја нарекувавме демократурата. Односно имавме хибриден систем во смисла на политичкиот систем и во смисла на развојот на демократијата и на демократските процеси. Мислам дека ДУИ, ако продолжуваше во тоа време со ВМРО ДПМН, денеска немаше да ја имаме на политичката карта.